Добро утро, почитувани гледачи. Мала утринска прошетка низ нашето делчево, кое денеска се разбуди во прилично различни временски услови од вчерашните. Обилни количини на дожд наврна во текот на ноќта. Тоа значи дека имаме едно влажно време само за дружба, за пиење кафе, како што ние сега тоа ќе го направиме со нашиот пријател Никола Арсовски, на кој синоќ ќе му ја објавивме неговата рапсодија во плаво. Музиката е негова, видеото го искористивме наше видео од Голак, снимен минатата година, но тоа се прекрасни пейзажи кои мислевме дека ќе се вклопат во оваа песна. Недела како недела, сите одмараат. После синоќенчната прослава на одбележување на празникот на виното и љубовта, имаше мала дискусија околу Свети Трифон и Свети Валентин и под објаснување од луѓе од свештеничките кругови. И двајцата се христијански маченици, меѓу тоа што православните христијани повеќе го слават Свети Трифон, додека пред некаде 400-500 години Свети Валентин, иако е запишан во календарот, не се славел со толкова почит како Свети Трифон. Повеќе значење му се давало на заштитникот на лозјето. Се извинувам. Што би се кажало друго, недела, како што кажавме, ден за одмор, ќе го искористиме да се слушнеме со нашата сограѓанка Сулејманка од Англија, која ни навести дека низиниот син Џефри, кој изминатото лето беше во Делчево и доби награда од општината за успешно представување на Македонија, ќе настапи на правенство во студени води. По обавувањето на тој разговор ќе соопштиме, ќе напишеме информација за што точно се работи. Тој тогаш даде изјава за нас, за нашиот портал. И вечерта е кошаркарскиот надпревар Патриот Баскет Камп. Посакуваме доста добро да се носат нашите кошаркарки, се извинувам. И да прикажат солидна игра во оваа пресметка со шампионот на Македонија. Пијаначко дерби, минатата недела спортската сала исполнета до последно место. Да се надеваме дека и сега ќе биде така.